Добар ден, вести во 18 часот, ова се настаните на денот. Максим Димитриевски со поддршка за Филков тврди дека за Трампа со земјоделство досега не се разговарало. Постојат многу медиуми кои што префираат врз база на принципот рекла казал. Од владата заминуваат најмалку 6 министри, а најверојатно 8. На крај мислам дека ќе најдат заедничко решение, бидејќи сепак се работи за кадровска промена, а не проблем во идеологија. Камерите ги регистрираат прекршоците на странците, ама не може да ги казнуваат. Тошковски најавуваат хок решение. Проблем е процесот на спроведување, идентификување и достава во однос на собствениците на странските возила. Денеска потпишат договор за One Stop и со Албанија. Прв случај на денга треска во Македонија ја донесе 42 годишникот Бангладеш. Во моментов не постои ризик за ширење на болеста, уверуваат лекарите. Дали државата е подготвена за посериозна реформа на пензискиот систем? Податоците за состојбата на првиот и вториот столб го вклучи алармот. Голем дел од државите кои што ги применија истите три столбни реформи веќе ги напушти. Клучен ден за спасување преживеани по земјотресите во Венецуела. Исчезнати се повеќе од 50.000 луѓе. Од урнатините извадено и бебе. Лидерот на ЗНАМ Максим Димитриевски тврди дека нема разговори со премиерот Мицкоски за смена на ресорот правда со земјоделство. Конечниот исход на разговорите, кои се во тек, се очекува во вторник, но се поизвестно е дека реконструкцијата на владата ќе биде поголема од 1/3 од министрите. Според дел од аналитичарите, обемната промена исклучува предвремени парламентарни избори барем годинава. Јана Јосифовска ги има последните информации. Лидерот на ЗНАМ Максим Димитриевски во присуство на двајцата министри Минчев и Филков не откри повеќе детали околу преговорите со премиерот Мицкоски за владината реконструкција и повтори дека сите опции се на маса. Димитриевски кажа дека е задоволен од работата на двајцата министри на ЗНАМ, но остави отворена опција и за можни рокади на ресори, без да ги потврди шпекулациите, дека ги бара Министерството за внатрешни, одбрана или финансии, во случај да треба да се откажат од правда. Сепак Димитриевски тврди дека Министерството за земјоделство досега не е на маса во преговорите со Мицкоски, ресор кој според досегашните брифинзи од владеачките партии веќе е ветен на вреди. Се уште нема такви предлози на маса, така да не би сакал да шпекулирам. Постојат многу медиуми кои што брифираат врз база на принципот рекла казала и не би сакал да се спуштам на тоа ниво. Првенствено, сите активности во тој дел се менаџирани од страна на премиерот и мандатарот, кој што има апсолутно свое право да посочи, укаже, да направи одредени комбинаторики во делот на распределбата на власта помеѓу владините партнери, а наше е дали ќе се согласиме со тоа или не. И додека Димитриевски демантира дека за земјоделие воопшто е разговарано, во јавноста како нов министер веќе се споменува името на Борче Серафимовски од ЗНАМ, кој во моментов ја извршува функцијата државен секретар во истиот ресор. Инаку, според информациите од досегашниот тек на разговорите, најмалку 6 министри ќе ги напуштат функциите во предстојната реконструкција. Според информациите на Канал 5, покрај во правда, Мицкоски ќе направи промени и во здравство, култура, спорт, односи меѓу заедниците, социјална политика и земјоделие, но не се исклучуваат и други. Политичкиот аналитичар Петар Арсовски смета дека допрва ќе се види кадровскиот потенцијал на реконструираниот владин тим, но не верува дека евентуалните разлики меѓу владините партнери околу министерските места и ресори можат да предизвикаат посериозна дестабилизација на Илинденска. Но во смисла на политичка оптика, мислам дека сепак реконструкцијата ќе иде малку поголема, односно дека ќе оди со гласање на цела влада во собранието. Тоа што го видовме во медиумите, значи најавите кои ги видовме за рокади и за промени, упатуваат на тоа дека нема да биде проста замена на министри, а какви ќе бидат новите министри кои ќе седнат и дали ќе испорачаат, тоа допрва ќе видиме. Јас мислам дека на крајот ќе се помират, бидејќи не верувам дека владината коалиција е во фаза во која сака да ја растура
приказката и владината коалиција за едно министерско место. На крај мислам дека ќе најдат заедничко решение, бидејќи сепак се работи за кадровска промена, а не проблем во идеологија. Арсовски смета дека владината реконструкција не може да биде во овет ниту контекст за предвремени избори, ако тие како опција се споменуваат дури за следната година. Бројот на корисници на порталот за електронски услуги за една година пораснал за 92.000. Расте бројот и на услугите и на барањата, информираше министерот Андоновски. Реформа која граѓанинот не ја чувствува, не е завршена реформа. Камерите на МВР за 5 месеци санкционирале 120.000 прекршоци, но системот и натаму нема можност да ги казнува возилата со странски таблички, чија фреквенција е зголемена со почетокот на летната сезона. За надминување на проблемот, министерот за внатрешни работи Панче Тошковски на денешниот отчет за 2-годишниот мандат најави дека ќе се постави пункт во близина на граничниот премин Табановце. 120.000 прекршоци се регистрирани преку камерите од системот Safe City од неговото ставање во функција. Најголем дел се за пречекорување на дозволената брзина. Податоците ги сподели министерот Панче Тошковски во отчетот за сработеното во изминатите 2 години, откако е начелната позиција во Министерството за внатрешни работи. Статистиките покажале намален број на сообраќајни несреќи за 40%. Во првите 5 месеци бројот на загинати е 34, а за истиот период лани имало 55 загинати лица. Според најавите, проектот до крајот на годината треба да биде имплементиран на територијата на целата земја. Сепак и понатаму проблем останува санкционирањето на сообраќајните прекршоци сторени од возачи со странски регистарски таблички. Safe City системот ги препознава, но не може да се идентификуваат собствениците за да им се достави казна, бидејќи нашата матична евиденција не е поврзана со собствениците на странски возила. Тошковски вели дека се работи на проблемот и најави дека ќе се постави пункт во близина на граничниот премин Табановце, кој ќе биде специјализиран за детекција и спроведување на сообраќајни прекршоци спрема странски возила. Проблем е процесот на спроведување, идентификување и достава во однос на собствениците на странските возила. Зошто? Заради тоа што собствениците едноставно е. Собствениците на македонски возила ги имаме во систем со целокупната ажурирање на базата на податоци која што имавме, која што отпочна година дена пред да официјално започне имплементацијата на Safe City. Нажалост, таква можност за ставање во функција на собственици на странски регистарски возила сме немале, која што би можело ефективно да го даде резултатот. Во досегашниот мандат Тошковски се соочи со 3 неуспешни интерпелации, а во отчетот заклучи дека Македонија денес има најниско ниво на криминалитет во последните 20 години. Постигната е вкупна ефикасност од 69% во намалување на криминалитетот, кажа министерот. Откриени се повеќе од 30 организирани криминални групи. Во областа на корупцијата сузбиени се 6 такви групи, при што кривични пријави добиле 146 лица. Прашан околу преговорите за владина реконструкција и шпекулации за евентуален трансфер во Министерството за правда, Тошковски не даде конкретен одговор. Мислам дека има уште многу работа која што треба да се сработи во ова министерство и мислам дека наистина треба максимално да се вложиме тие кои што сме посветени овие години во Министерството за внатрешни работи да ги унапредиме и подобриме процесите во рамки на Министерството за внатрешни работи. По отчетот на Тошковски, опозицијската СДСМ обвини дека откако тој е на функцијата во државата има распад на безбедносниот систем, скандали, партизација на полицијата, неказнивост и заштита на криминалци. Во изминатите 2 години сведочевме на серија трагедии и убиства, вооружени пресметки, семејно и врсничко насилство, раст на трговијата со дрога и сериозно нарушена безбедност во државата. Наместо професионален систем, Тошковски создаде партиска полиција во која искусни професионалци се деградираат, а подобни кадри се наградуваат. Помеѓу другото стои во соопштението од СДСМ.
Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски и министерот за внатрешни работи на Албанија Бесфорд Љамалари денеска во Пешкопеја, Албанија, потпишаа договор за воспоставување заеднички гранични премини и спроведување заеднички гранични контроли меѓу двете држави. Во своето обраќање, како што соопшти МВР, министерот Тошковски оценил дека договорот представува значаен чекор кон поефикасно и побезбедно, како и попредвидливо управување со границата, со директни придобивки за граѓаните, стопанството и институциите. Посебно беше истакнато дека имплементацијата ќе се одвива постепено и контролирано со цел секој заеднички граничен премин да биде целосно, оперативно и правно подготвен пред стапување во примена. Претходно заеднички контроли беа воспоставени и со Србија и со Косово. Потврден е случај на денга треска во Македонија, информираше директорот на клиниката за инфективни болести Фадил Цана. Болеста е откриена кај 42-годишник од Бангладеш кој пристигнал во Македонија на работа. Случајот е потврден врз основа на лабораториски наоди направени на инфективната клиника во Скопје и во Институтот за јавно здравје. Заболениот е хоспитализиран на инфективна клиника, а здравствените власти уверуваат дека во моментов не постои ризик за ширење на болеста. Денга треската се пренесува исклучиво од убод на комарец. Инаку во Скопје, авионска дезинсекција против возрастни форми на комарци најавена е за утре во раните утрински часови. 3 пожари на отворен простор се појавија денеска, од кои 2 се уште се активни, соопштија Поплатнево од Центарот за управување со кризи. Првиот активен пожар е во општина Газибава, кај село Трубарево, каде што гори ниска вегетација и ниска шума. Другиот активен пожар е на територија на општина Липково, кај село Опае, каде се зафатени ниска вегетација и жито. Изгаснатиот пожар бил на подрачјето на општина Велес на улицата Димко Најдов. Опожарена била ниска вегетација. Од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство вчера информираа дека од 1 јули до крајот на август се воведува целосна забрана за движење во шумите, за да се превенира појава на пожари. Движењето во шумските подрачја ќе биде дозволено единствено со писмено одобрување, издадено од страна на подружниците на јавното претпријатие Национални шуми и националните паркови. Дали државата е подготвена за посериозна реформа на пензискиот систем по алармантните податоци за состојбите во првиот и вториот пензиски столб? Директорот на ПИОМ Никола Мемов за Канал 5 смирува, но економските експерти сметаат дека промени се неопходни час поскоро, а како примери ги посочуваат Хрватска и Полска. Елизабета Дамјановска, Спасеновска за ова. Најновиот извештај на Државниот завод за ревизија, кој обелудени милионски долгови и доцнење на фондот за пензиско и инвалидско осигурување кон приватните пензиски друштва и здравствениот сектор, како и проекциите на гувернерот Трајко Славески за несигурната иднина на идните пензионери, предизвика сериозни бранувања и загриженост во јавноста околу долгорочната стабилност на пензискиот систем. Спас од ваквата состојба, економскиот аналитичар и поранешен министер за финансии Кирил Миновски гледа во реформа на пензискиот систем. Тој објаснува дека би требало да го следиме примерот на Хрватска, која веќе го напушта системот со 3 пензиски фондови. Според него, голема е веројатноста во иднина да се исцрпат средствата од вториот пензиски фонд, а младите кои уплатувале да бидат вратени во првиот столб, а со тоа да им биде загарантирана само минимална пензија. Реформите кои што беа направени во 2004 година со воведувањето на тростолбиот пензиски систем, во кој што се сметаше дека со воведувањето на задолжителното капитално пензиско осигурување, средствата на осигурениците ќе бидат оплодувани на начин што ќе се обезбедат одржливи пензии, се покажа дека од оваа временска дистанца не се оплодуваат во доволна мера и голем дел од државите кои што ги применија истите тристолбни реформи
веќе ги напушти. Еден од примерите е Полска, исто така во Хрватска се случи. Решенијата не се едноставни, оние кои што се применуваа решенија, например во Полска одеа во делот на национализација на овие пензиски, на приватни пензиски фондови, а додека во Хрватска се примени еден модел на доброволност. Според законските правила, доколку збирот од двата столба е под најниската пензија, државата има обврска да ја покрие разликата. Сепак, иако бројките за буџетскиот дефицит на фондот изгледаат алармантно, директорот на ПИОМ Никола Мемов во изјава за Канал 5 смируваше дека граѓаните немаат причина за паника. Еден дел од средствата во пензиите на идните пензионери ќе ги обезбеди првиот столб, тоа е ПИОМ, а другиот дел ќе се обезбедат од пензиските друштва, односно од вториот столб. Доколку двете суми, средствата од двата извора, кога ќе се спојат, сумата е под минималната пензија, тогаш владата го гарантира минималната пензија и таа ќе биде сервисирана од фондот на ПИОМ. Официјалната бројка од извештајот на Државниот завод за ревизија вели дека буџетската дупка во ПИОМ изнесува 36,71%. Според официјалните податоци објавени од ревизорите, во текот на последната фискална година, изворните приходи од придонеси изнесувале 1 милиарда и 160 милиони евра, додека расходите за пензии надминале 1 милиарда и 47 милиони евра. Министерот за здравство Азир Алиу најави дека ќе биде првиот што ќе се регистрира како органодарител, откако ќе стапат на сила измените на законот кои веќе се во собраниска процедура. Со нив секој полнолетен граѓанин ќе може кај својот матичен лекар јасно да се произнесе дали сака да биде органодарител, со што ќе се овозможи создавање појасна слика за ставовите на граѓаните и дополнително ќе се зајакнат довербата и информираноста за органодарителството. Изјаснувањето ќе се врши преку нов дигитален модул во Мој термин, безбедно и со двојна верификација. Секој граѓанин ќе може во секое време да ја промени или да ја повлече својата одлука. Постојат теми кои не бараат само политика, туку и човечност, доверба и морална зрелост на општеството. Органодарителството е токму таква тема која го отвора едно од најдлабоките прашања што нашето општество може да си го постави. Дали во најтешкиот момент можеме да создадеме надеж за некој друг, истакна Алиу. Бројот на електронски услуги на порталот услуги.gov.mk е тројно зголемен, а бројот на издадени услуги е 9 пати поголем, кажа министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски на отчетот за 2 годишнината од мандатот. Деталите ги има Маја Стојановска. Бројот на електронски услуги на националниот портал услуги.gov.mk е зголемен од 120 во 2024 година на 352 годинава, а бројот на корисници надминува 260.000, од кои околу 92.000 се регистрирани само во текот на минатата година. Но отчетот за 2 годишното работење, министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски го извои развојот на порталот како еден од клучните приоритети, посочувајќи дека месечниот број на издадени електронски услуги е зголемен 10-кратно, односно од околу 1300 на повеќе од 13.000, додека вкупниот број на поднесени барања надминува 340.000. Подсети дека преку порталот без чекање на шалтери, граѓаните меѓу другото можат да добијат изводи од матичните книги на родени, венчани и умрени, уверение за државјанство, потврди за неосудуваност, како и да поднесат барања за лични документи, услуги од социјалната заштита, даночни и пензиски постапки. Во Македонија предолго зборувавме за дигитализација. Се најавува стратегии, портали, системи и реформи. Но граѓанинот често не гледаше промена во својот секојдневен живот. Ние сакавме да ја прекинеме таа пракса. Реформа која граѓанинот не ја чувствува, не е завршена реформа. Дигитализација која не ја намалува бирократијата е само технички проект. Дигитализацијата има и темна страна, така наречена фишинг напади, вели Андоновски. Позачестените измами со лажни пораки поврзани со Safe City системот. Порача дека единствената ефикасна заштита е зголемување на свесноста на граѓаните, па затоа апелира со особена внимателност да ги проверуваат пораките кои ги добиваат, пред да споделуваат своји лични податоци.
Не постои друг механизам на заштита на граѓаните освен да бидат свесни дека не секоја порака што ја добивате вистинска и од вистински испраќач, секогаш повторувам прво се проверува испраќачот, да сте сигурни дека тој испраќач е тој, а потоа суштината на пораката ја читате неколку пати да проверите дали вистина сте биле во таква ситуација, го познавате испраќачот, ја познавате пораката, дали има грешки во текстот, најчесто има грешки во текстот. Меѓу клучните приоритети на Министерството, Антоновски нагласи и вештачката интелигенција, образованието и дигиталните вештини. Нагласи дека првите придобивки од заштитата на македонскиот јазик во дигиталниот простор преку Националниот центар Везилка ќе бидат видливи уште ова лето. Најави дека наесен вештачката интелигенција ќе се применува во секторите енергетика, култура, здравство, земјоделство и во јавната администрација. И опозицијската СДСМ продолжи со пресконференциите со критики на досегашниот мандат на владата. Денеска во фокусот им беа состојбите во земјоделството. Ветуваа сигурен откуп за гарантирани цени, повисоки субвенции, инвестиции, поддршка за младите земјоделци и заштита на домашното производство. Ги излажаа земјоделците. Ништо не исполнија. Откупот на земјоделски производи од малите земјоделци е намален за 46,2%. Ветија 180 милиони евра финансиска поддршка за земјоделците. Не само што не се 180 милиони евра, туку и ги намалија за 40 милиони евра. Владеачката ВМРО ДПМН пак ја обвини СДСМ дека само декларативно се залага за реформската агенда, откако не гласа за пакетот реформски закони што вчера беше усвоен во Собранието. Кога станува збор за конкретни реформи, СДСМ нема намера да придонесе. Лесно е да се зборува за Европа на пресконференции, но многу поважно е како се постапува кога треба да се гласа во Собранието. Кога ќе дојде редот да се работи на реформите, од СДСМ не ги поддржуваат законите, но и избегнуваат да учествуваат во процесите што треба да доведат до нивно креирање. Така беше со работната група во изборниот законник. Јавноста има право да знае дали за СДСМ европски пат е да не се поддржи ниту едно решение и да се бега од работните групи, а и да не се гласа за реформските закони. Ги завршуваме вестите, се гледаме во вечерните. Имајте убава вечер.